И доколку ме следиш првпат, јас сум Александар Кочовски, бизнис ментор. Се што се трудам да им помогнам моите клиенти е како да го убрзаат нивниот процес и јас често велам, ако ти треба сам да заработиш милион евра за 20 години, со мене ќе заработиш за многу помалку, што значи што плаќаат луѓето кои што соработуваат со мене, буквално само брзина и ништо повеќе. Зошто брзина? Затоа што за да имам храброст за да ти го зборувам ова со самоодоверба од искуство, тоа значи дека најголем дел од ова се што зборувам поминало низ моја искуство, значи сум поминал низ 300 глупости, додека научам ова се како функционира, за да можем на ниво да ти го пренесам и второ, гледам дека функционира кај моите клиенти, го применуваат, имаат одлични резултати, што значи дека како вели Сузана Манчич, условите се исполнети и новата епизода може да почне. Денеска ќе зборуваме од серијалот нормално како од 0 до 30, ќе зборуваме за социјален доказ или social proof како сакаш, или ти тестамонијал, или ти препораки како сакаш кажи, важно да знаеш за која тема ќе зборуваме. Што е најважно? Па најважно е да се потсетиме дека сме луѓе и она што е значајно за сите нас луѓето дека не веруваме во ништо. Нормално се правиме верници, но ништо не веруваме и супер, луѓето се скептични. Ова мораш да го знаеш, што ти е многу поважно што се случува во психологија, отколку што знаеш да произведеш, да направиш. Оти бизнисот е интелектуален спорт кој што е создаден од буквално психологија и математика. За математика не ти зборувавме во првото и втората видео или подкаст епизода како сакаш. Денеска ќе зборуваме за повеќе делот на психологија. Сега, што е важно? Па рековме дека луѓето, нели, буквално се скептични и не веруваат. Но што е проблемот? Едно е што не веруваат во тебе, во твојата услуга и се она што го работиш, второ не веруваат во себе. Но, како можеш ово јас да го надминеш, така што ќе користиш успешни случаи или успешни примери од соработка со тебе. Како тоа би значело? Па тоа би значело кога веќе си добил еден клиент, си му испорачал резултат и тој е задоволен и ти си задоволен, тоа значи дека е време да буквално да направиш од истиот тој задоволен клиент, да направиш видеоснимка, да направиш пишан документ, слика и текст, кратка препорака, аудио материјал, значи како е наједноставно и за тебе и за клиентот не е битно, но поентата е овој момент да го забележиш и тоа што побаргу, тоа подобро, затоа што после 24 часа секој ден натаму е критичен и луѓето забораваат. Сите ние имаме селективно памтење, селективна меморија, што значи дека она искуство и добивка која што е имал од соработка со тебе, како поминува времето, така клучните работи луѓето ги забораваат и подоцна кога ќе добиеш тестамонијал, препорака или како и да е, ќе добиеш разводнета верзија, што значи дека треба да имаш систем за земање препораки, систем за добивање на буквално на тестамонијали. Сега, зошто е ова важно? Затоа што кога разговарам со предприемачите, буквално 9 од 9, 100 од 100, како сакаш да не се повторувам, не постои човек кој што до сега не ми кажал дека неговиот бизнис расте врз база на препораки. Значи, има задоволен клиент, тој го препорачал на друг, овој го препорачал на трет и така нашиот бизнис се шири. И тоа е одлично, но слушни ме внимателно. Ако ти немаш контрола над ова, значи некој тебе задоволен клиент да те препорача, ти не знаеш тој со кого зборува, кога тој те препорачал, кога ќе му требаш на оној друг клиент, така? Што значи дека ти немаш контрола над однесувањето на другите луѓе. Тоа значи дека ако не е под твоја контрола, тоа значи дека џабе ти ќе поставуваш финансиски цели или не знам какви цели во текот на годината, во типот да заработиме 30.000 евра годишно, затоа што ако добиваш исклучиво клиенти на препорака и те препорачуваат луѓето, но ти немаш јасен систем како тоа да го правиш предвидливо, тоа значи дека едноставно случајно ќе биде дали ти ќе заработиш 30, помалку, повеќе или колку и да е. Токму затоа го користиме социјалниот доказ, тестамонијал или препорака. Сега, имаш клиент кој што е задоволен. Рековме дека првиот чекор е веднаш да се тоа истото документира.
Ако ме слушаше во минатите видеа, подкаст епизоди како сакаш кои што ги снимавме, зборувавме една целна група, еден идеален клиент, една понуда, еден начин на испорака. Тоа значи, доколку го применуваш ова правило 1-1-1 и поедноставено, тоа значи дека секој Божи твој клиент ќе зборува на ист речник, ќе пее на исти ноти. Што значи? Ако твојот бизнис е, да речеме си фитнес ментор и твоја цел е, не знам, жени на возраст од 40 до 50 години, да им помогнеш да имаат атлетско тело, да ослабат 10 кг или како и да е, што значи дека секоја препорака, секој социјален доказ кој што ќе го добиваш, ќе биде од некоја си господја која што имала 70 кг, а сега има 60. Значи, секоја Божја препорака која што ќе ја добиваш ќе гласи: оди кај Перо за 10 дена, за 20 дена, немај гајлен, не се забавај со диети, со глупости, за 2 месеци ќе ослабеш 10 кг. Или оди кај Јанко Станко или како и да се викаш, ти што го гледаш ова видео сега во моментот, и доврши ја ова реченица. Што сакаш за твоите клиенти да зборуваат за тебе? Оди кај тебе во случајов, не се забавај на друго место, за толку време ќе имаш таков резултат. Ова е препорака вредна за почит. Ова е тестамонијал вреден 1 милион евра. Зошто е ова важно? Затоа што сметај ја оваа фаза од 0 до 30 дека ти е инвестиција кон 100.000 евра годишна добивка, кон 1 милион евра годишна добивка. Ако овие чекори ги поминеш правилно, ќе го скратиш тој период, оти си создал поголема доверба кај луѓето, а луѓето сакаат и им веруваат на луѓе блиски до нив. Значи, повеќе моите клиенти потенцијални би верувале и веруваат на моите клиенти кога ќе зборуваат како сме соработувале, ништо се поминале, што се случувало од фаза А до фаза Б, значи од почетокот до крајот, додека го добиле тој резултат. Значи, повеќе луѓето ќе веруваат на моите клиенти, особено ако ги познаваш, па можеш да ги контактираш уште подобро, за разлика од овде сега да зборувам јас колку сум најубав, колку сум најпаметен, колку сум не знам каков. Значи, луѓе сме, а заедничко за нас е дека повеќе веруваме на други луѓе отколку на директно на оној човек кој што сакаме да ни помогне или да добиеме некаков си резултат. Сега, замисли, цел мултилевел концепт или мрежен маркетинг буквално е изграден по овој концепт. Што значи тоа? Имаш еден клиент, тој те запознава со други луѓе, тој те запознава со трети луѓе и така си постојано, така добиваш постојано нови лидови, нови контакти, нови потенцијални клиенти. Дали продаваш усисивачи кирби, дали продаваш осигурување, дали продаваш витамини за јабанци или што и да продаваш, цел бизнес концепт, индустрија вредна милиарди е базирана на овој концепт. Второ, ако секој предприемач до сега ми поминаја стотици, велат дека секој мој почеток или мојот бизнис порасна затоа што добиваме постојано препораки, зошто ова не би го капитализирал на време? Но што е овде важно? Најпрво е важна свесноста дека ова е особено важно за твојот бизнис. Втора работа, ако си свесен дека ова е нешто, ова едноставна активност ќе ти донесе милиони во иднина, сега прашање е до тебе. Дали ќе го послушаш Александар и ти ова ќе го применуваш како да ти завиши животот од тоа, или ќе викаш ај после, немам време, ај сега имам друго попаметно, ај сега ова да работам, ај сега тоа и помине време, и едноставно сватиш дека едноставно се вртиш во круг и не можеш да напредуваш. Значи, секој твој задоволен клиент апсолутно веднаш документирај го. Еве како Александар добиваше порано клиенти кога работеше консалтинг, исклучиво консалтинг. Кога имам клиент, ќе се жали, немам време, не можам, деца ми пораснее, не ги видов, работнициве нон-стоп грешат, се утепавме работејќи, немаме пари, како и да е. Истиот тој човек во неговата околина, во неговото друштво, со неговите блиски пријатели, тој постојано разговара на таа тема.
Кога мене ќе ме ангажира и кога ќе добие слободно време, предвидлив бизнис, значи ќе се растерети, се ослободи, како и да е, небитно, што зборува тој во неговото друштво? Па зборува дека како последица на промените кои што ги вовел, го има или ужива бенефитот или како неговиот живот се подобрил. Што веднаш размислуваат неговата околина или неговите луѓе? Па дај ми телефонче, па дај да се видам со човекот, а кој е тој? А дали може мене да ми помогне, како и да е? Знаејќи го сето ова, никогаш не сум оставил да јас не го запознам друштвото на оној мој прв клиент. Буквално зборуваме за секој еден клиент, но зборуваме за овој клиент, така. Што била секогаш мојата цел и буквално со сите учесници кои што ми се на мастермајнд, буквално цела стратегија го разработуваме до ситни цревца, сето ова е нешто не само што ќе ти донесе, повторно ќе кажам, 30.000 евра годишно, туку ќе ти донесе 30.000 евра и на ден. Што е важно? Наместо да програмираш, да црташ, да се заебаваш, туку оној момент кога твојот клиент ќе има прв резултат, каков е тој, небитно. Некој ќе ти каже, шуќур, ми праќаш извештај, знам барем до кај сме со соработка. Супер, тоа е моментот. Некој ќе ти рече, супер, еве, напредувам, ослабев 2 килограми, а како ќе биде за 2 недели? Супер, тоа е моментот. Некому си му помогнал да добие 3 часа слободни, супер, тоа е моментот. Некому си му помогнал да направи, не знам, видео шортс, тоа е моментот. Не чекај да заврши цела фаза, туку направи, ако треба, 100 пати со истиот тој твој клиент, но поентата е за секоја фаза да имаш перцепција дека тоа е моментот кој што ти носи пари. Штом има мала промена, одма инфилтрирај се во неговиот круг или во нивниот круг. Зошто ова ти го зборувам? Затоа што, за да ти заработаш 30.000 евра годишна добивка, ти немаш пари да инвестираш 1.000.000 евра во маркетинг. Ти немаш тим околу тебе кој што ќе работи 24/7. Ти немаш луѓе кои што ќе работат иста испорака. Значи, што е наевтино, што е наедноставно, што е нешто што е докажано, што секогаш функционира, а тоа се препораки. Кои се најдобрите препораки? Задоволен е човекот, те кажува дека разговарал со некој, зборев со Перо, он ме бараше телефон, зборуваше за се. Супер, сварти му на Перо на телефон, одма пред мене. Викни ме на кафе, дај да се запознаеме. Ова, мој пријателе, се бизнис задачи. Ова се задачи на секој еден предприемач, а не програмирање, чукање, коење. Што се случува следна работа? Кога ти утре ќе инвестираш во веб-сайт, кога утре ќе инвестираш ти во професионално водење на социјални мрежи, кога ти еден ден ќе донесеш одлука за да водиш, не знам, маркетинг професионален на едно повисоко ниво, како ти сега ќе имаш податоци за задоволни клиенти, за тестимонијали, за се останато? Се го продолговлекуваш времето, сега одново луѓе, па одново тоа, нели? Зошто да си го дуплираш времето, кога можеш, уште сега, уште веднаш, полека, предвидливо, значајно, сето ова да го акумулираш, и она што е интересно, зад себе оставаш систем. Што значи тоа? Ако ти немаш навики, ти како прв човек, ова да го правиш и да знаеш дека ова ти стои во опис на работно место, ова мора нешто да го правиш, зошто мислиш дека тимот твој, кога утре ќе имаш архитект и кој што се бави и со продажба, дизајнер кој што се бави и со продажба, програмер кој што разговара исто со продажба, зошто мислиш дека овие твои луѓе ќе го прават она кое што ти до сега не си го правил? Значи, лудост е да правиш и да очекуваш од другите луѓе да прават нешто што ти не си го работел. И овде кога ќе кажам, 9 од 10 луѓе имаат предрасуди. Дали е сега време да побарам препорака? Дали е време кога сега се уште нема 100% резултати? Дали е сега време, не знам, па да не му биде незгодно да пред камера, да не му биде незгодно да снимеме материјал, да не му биде непријатно да ми запише? Само те молам, сети се на оваа реченица што ќе ти ја кажам. Секоја предпоставка те води кон пропаст. Секоја предпоставка те води кон пропаст. Уште еднаш, за да ја запишеш. Секоја предпоставка те води кон пропаст.
Зошто? Затоа што ова не е проблем до соговорникот, ова не е проблем на твојот клиент, туку ова е твое верување кое што ти треба да го решиш. Ако ти имаш мисла дали ќе сака човекот да сними епизода, тоа значи дека ти не сакаш камера. Ако ти мислиш дека твојот клиент нема да сака да ти даде препорака, тоа само значи дека ти си човек кој што не дава препораки. Ако мислиш дека твојот соговорник или клиент, како сакаш, дека нема да ти пише пишана изјава, тоа значи само тоа дека ти не си човек кој што сака да напише текст и ти имаш своји верувања. Или не веруваш во себе, или се плашиш да не испаднеш глуп пред камера, се плашиш што ќе речат другите луѓе, ако ме гледа тетка ми што ќе помисли, ако ме гледа војна ми што ќе помисли, ако ме гледа колегата, професорот, наставникот, другарите ќе ми се смеат или не знам што. Верувај дека сите овие изјави кои што ти ги напоменав, прво сум ги имал јас, а денеска ги гледам во секој еден човек. Но, дали ти на ова ќе сватиш дека ова е нешто што ќе те катапултира кон развој, и ги решаваш овие проблеми. Зошто јас се плашам пред камера? Зошто јас се плашам да разговарам? Зошто јас се наместо да си ги решаваш овие работи, тамо кај што му е место, психотерапија, коучинг 1 на 1 или ментор, ти ќе го вртиш овој внатрешен филм, но што е проблемот? Што и да мислиш, ти секогаш си во право, но на крајот на денот ти немаш социјален доказ. Втора работа, бизнисот никогаш не оди по рамна линија. Ништо во природата не е константно и унапредувачко. Има зима, има лето, има пролет, има есен. Има сонце, има месечина, има ден, има ноќ. Значи, колку и да ти зборувам, во природата важат секогаш универзални закони, дека никогаш не е само топло и никогаш не е само ладно, се во природата расте, се развива, изумира, се менува константно на секој ден. Тоа значи, драг мој пријателу, дека како што се случи епидемија, како што се случи 100 пати до сега финансиска економска криза, како што се случија блокади, војни, заебанци, ребаланси, буџети, избори, глупости, се. Како што се случија изминатиот период и сега се случуваат вакви глупости, седур си жив, седур водиш бизнис, ќе се случуваат истите овие глупости. Сакал ти или не, дали ти имаш влијание на тоа или не, дали ти сакаш го гледаш ова дека има смисла или нема смисла, јас ти кажувам дека ова е нешто што секогаш се случувало и ќе се случува. Уште е покомплицирано од што мислиш, а тоа е, ако во просек доскоро се случуваше економска криза во просек на секоја 10-та година, сега тоа темпо или интензитет се намалува на 8 на 7. Значи, сите овие глупости кои што ти ги зборувам, тебе во бизнисот еден ден ќе те пречекаат. Дали може би сега се наоѓаш во фаза на криза, дали може би следната пролет, следното лето, следниот есен, јас не знам, но факт е дека твојот бизнис ќе доживува и успони и падови. Токму ова подкаст епизода што сега ти ја зборувам е она што ќе те извлече од криза. Зошто? Кога ти решаваш проблеми, кога ти се наоѓаш во економска нестабилност, кога се бориш да преживееш и да опстоиш и ти и твојот бизнис, да ги задржиш вработените клиентите, ти размислуваш од ниска вибрација. Ниска вибрација еднакво на стрес, на фрустрација, на анксиозност, на нервоза. Кога човек е во ваква тешка емотивна ситуација, не може ништо да смисли неговиот ум во смисла на развој, на убави моменти, на креативност или како сакаш. Кога ти се бориш за екзистенција, не размислуваш за развој или во превод, маркетинг се работи кога немаш потреба од маркетинг. Кога заработуваш добро, кога твојот бизнис оди одлично, кога се тече мед и млеко, сети се дека овој момент е одличен, но сега е време да штедиш, да буџетираш, да управуваш, но и да се бавиш со маркетинг. Оти, ако немаш пари, ти не можеш да штедиш. Ако немаш здравје, ти не можеш да инвестираш.
Ако немаш ти, како да кажам, општи услови нормални, така, ти не можеш ништо да креираш како што треба. Што значи? Ако кога си во криза, кога твојот бизнес не оди, и тогаш се сетиш дека треба да почнеш со маркетинг, сети се дека е само веќе доцна. Ако ти тогаш се сетиш дека треба да работиш на маркетинг, сети се само дека е доцна. Се живо ќе ти изгледа скапо. Скапо е дизајнер, скапо е видео, скапо е вебсайт, скапо е тоа. Пријателу мој, една работа ќе ти кажам, со две раце подпишувам. Ништо во животот не е скапо. Разликата е дали ти можеш да си го дозволиш тоа или ти не можеш да си го дозволиш, но една работа ќе ти кажам. Секој развој, дали одиме од 0 до 30, од 30 до 100, од 100 до пола милион, од пола милион кон милион, од милион кон 2, секој развој во секоја фаза од твојот и секој друг Божји бизнис бара кеш. Ако ти сега не го работиш ова, оти ова што ти го кажува Александар е сосема бесплатно, тебе ништо не те чини да земеш телефонот и да уклучиш. Александар, многу сум задоволен на тебе. Супер, може ли да снимиме една кратко да ова исто да го кажеш на други луѓе? Александар, супер е, работав порано како конј, сега работим само 2 сати на ден. Супер, може ли да те сликам да го кажеш ова што ќе го кажеш? Супер. Ако ти ова не го направиш, кога ќе ти треба, ништо од ова нема да направиш. Затоа, како резиме на оваа цела подкаст епизода, само ќе ти кажам една работа. Дека социјален доказ е нешто затоа што повеќе луѓето веруваат во нивни блиски, во други луѓе, отколку што веруваат во тебе. Втора работа, луѓето не веруваат ниту во тебе, уште помалку во други луѓе, оти самите не веруваат во себе. Како ова го знам? Ако ти веруваш дека сето ова што го зборувам денес и изминатиот период, дека ти е сосема доволно да го упростиш и поедноставниш овој бизнис твој и гладко да дојдеш до 30 предвидливо 1000 евра месец годишна добивка, ако ти веруваш дека се ова што го зборувам функционира за други луѓе, а јас ќе донесам гости во подкаст епизода за да докажам дека ова функционира, ти ова и би го спровел. Би ја прегледал секоја епизода, би запишувал и истото би го спровел. Но проблемот кај 99% од луѓето е нешто не веруваат во мене, нешто не веруваат во други луѓе, туку не веруваат во себе. За да ја задоволиш оваа тројка, социјален доказ, тестамонијали, правиш кога не мораш, оти кога ќе дојде денот дека ти требаат, ќе биде за жал веќе доцна. Се надевам дека ти од помош оваа епизода. Под видеото имаш еден линк каде што ќе кликнеш на него, пишува newsletter пријава. Ако пишува претплата пријава, тоа е бесплатно. Зошто е ова важно? Затоа што кон крајот на серијалот од ова е од цело овој серијал ќе направам бесплатен Q&A или тренинг каде што ќе одговарам на ваши прашања, секако бесплатно. Но за да добиеш пристап, за да можеш да поставиш прашање, да можам да те коучам, да ти одговорам, буквално мора да кликнеш тамо да се претплатиш за кога ќе дојде тој ден, ќе те известим секако вака на овој начин, но на твојот мејл ќе го добиеш линкот за да можеш да се пријавиш. Тој тренинг нема да се снима, значи немаш никако прилика да слушнеш некој прашање кое што може би ќе го има друг човек, па да го дознаеш и ти како одговор, затоа што сакам да нема да се снима, да можеш да поставиш прашање, оти знам дека македончето живее, што ќе речат соседите, да не испаднам глуп, да не ми се смее. Јеби га, тоа е тоа нешто што те кочи да не заработиш 100.000 евра годишно, а не па 30, што значи те разбирам, затоа и се прилагодувам како што е најдобро за тебе. Се гледаме во следната подкаст епизода.